викендов направени 2228 сообраќајни прекршоци. Партијата на пензионери реагира на високите цени на лековите. Москва подготвена за преговори за Украина. Еврото зајакна по изборите во Германија. Грижата за менталното здравје го чува и телото. Титула за историја. Даниела Алексовска е првата македонска европска ММА шампионка. Во текот на изминатиот викенд, Министерството за внатрешни работи регистрирало вкупно 2228 сообраќајни прекршоци. Од нив, 718 се однесуваат на пречекорување на дозволената брзина на движење, 106 на возење под дејство на алкохол, а 215 на управување возило без возачка дозвола. Дополнително евидентирани се 171 прекршок за некористење на сигурносен појас, 12 за управување мотоцикл без заштитен шлем и 45 за користење мобилен телефон при возење. Исто така, забележани се 451 случаи на неправилно паркирање, 15 случаи на минување на црвено светло и 28 прекршоци од страна на пешаци. Во споредба со претходниот викенд, забележан е благ пад во бројот на прекршоци поврзани со неправилно паркирање. Министерството за внатрешни работи апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните прописи со цел зголемување на безбедноста на патиштата. Партијата на пензионери изрази загриженост поради високите цени на лековите, кои значително го оптоваруваат буџетот на пензионерите. Тие истакнуваат дека многу пензионери не можат да си ги дозволат потребните медикаменти, што негативно влијае на нивното здравје. Во своето соопштение, партијата ги повика надлежните институции да преземат мерки за регулирање на цените на лековите и да обезбедат достапност на основните медикаменти за сите пензионери. Тие предлагаат воведување на субвенции или други форми на финансиска поддршка за оваа ранлива категорија граѓани. Дополнително, партијата апелира до фармацевтските компании и аптеките да покажат општествена одговорност и да ги намалат маржите на лековите, со цел да се олесни пристапот до потребната терапија за пензионерите. Тие нагласуваат дека здравјето не смее да биде привилегија само на оние со повисоки примања. Партијата на пензионери исто така најави дека ќе продолжи со активности и иницијативи за подобрување на животниот стандард на пензионерите, вклучувајќи и организирање на јавни трибини и средби со представници на институциите за изнаоѓање на соодветни решенија. Рускиот министер за надворешни работи, Сергеј Лавров, изјави дека Москва е подготвена да преговара за ситуацијата во Украина, но ќе ги прекине воените операции само доколку исходот од преговорите ја задоволи руската страна. Тој нагласи дека Русија е спремна за дијалог со Украина, Европа и сите заинтересирани страни кои со добра волја сакаат да помогнат во постигнување на мир. Лавров истакна дека прекинот на воените активности ќе се случи само кога преговорите ќе резултираат со солиден и одржлив договор кој ќе ги задоволи интересите на Руската Федерација. Тој додаде дека Москва забележува промена во ставовите на многу земји во однос на ситуацијата во Украина, со пораст на разбирањето дека е неопходно да се отстранат причините за конфликтот. Овие изјави Лавров ги даде за време на неговата посета на Турција, каде што разговараше за неодамнешната средба со американската делегација за ставање крај на војната во Украина, како и за можниот придонес на Анкара во овој процес. Турското министерство за надворешни работи соопшти дека разговорите се фокусирани на наоѓање дипломатско решение за конфликтот. Во меѓувреме, украинскиот председател Володимир Зеленски повика на воспоставување вистински и траен мир во текот на оваа година, за време на состанокот во Киев по повод третата годишнина од почетокот на руската инвазија на Украина. Тој истакна дека е време за конкретни чекори кон завршување на конфликтот и обновување на стабилноста во регионот. По неодамнешните парламентарни избори во Германија, еврото зајакна, а европските берзи забележаа раст. Франкфуртскиот индекс DAX утрово порасна на 22.360,59 поени, британскиот FTSE 100 достигна 8.662,15 поени, додека московскиот МОЕК се искачи на 3.302,85 поени. Победата на конзервативната партија во Германија, со освоени 28,5% од гласовите, предизвика позитивни реакции на пазарите. Инвеститорите очекуваат формирање на нова влада со помалку рестриктивна фискална политика, што може да доведе до реформи на должничката кочница од 2009 година и зголемување на јавните инвестиции. Дополнително се предвидува значително зголемување на воените трошоци, што би можело да биде од корист за компаниите во одбранбениот сектор. Оваа перспектива придонесе за раст на германскиот DAX индекс за 0,5% по објавувањето на изборните резултати. Сепак, идниот економски курс на Германија ќе зависи од брзината на коалициските преговори и формирањето на новата влада, што ќе биде внимателно следено од страна на меѓународните пазари.
Вистина е дека грижата за менталното здравје, покрај влијанието врз емоциите и стресот, има значајни позитивни ефекти и врз физичкото здравје. Најновите истражувања потврдуваат дека депресијата го зголемува ризикот од развој на сериозни телесни заболувања. Вистина е дека студија објавена во списанието PLOS Medicine открила дека луѓето со депресија развиваат физички здравствени проблеми 30% побрзо од оние кои немаат ментални нарушувања. Поради ова, експертите повикуваат на подобро поврзување на менталното и физичкото здравје, нагласувајќи дека депресијата влијае на целото тело, а не само на умот. Вистина е дека депресијата не е само психолошка состојба, туку и сериозен здравствен проблем што го оптоварува целото тело. Стресот и анксиозноста што произлегуваат од депресивните епизоди можат да предизвикаат воспалителни процеси во организмот, што понатаму го зголемува ризикот од хронични болести како срцеви заболувања и дијабетес. Вистина е дека истражувањата покажуваат дека луѓето со депресија имаат поголема веројатност да развијат автоимуни заболувања. Намалениот имунолошки одговор поради продолжен стрес го прави телото почувствително на инфекции и воспаленија, што дополнително ја влошува здравствената состојба. Вистина е дека физичката активност може да помогне во ублажување на симптомите на депресија и истовремено да го зајакне телото. Редовното вежбање ослободува ендорфини, познати како хормони на среќата, кои ја подобруваат психичката благосостојба и го намалуваат ризикот од хронични болести. Вистина е дека квалитетниот сон игра клучна улога во одржувањето на доброто ментално и физичко здравје. Луѓето со депресија често имаат нарушен сон, што може да доведе до зголемена подложност на кардиоваскуларни заболувања, дебелина и метаболички нарушувања. Вистина е дека интегрираниот пристап во лекувањето, кој вклучува психолошка поддршка, правилна исхрана, физичка активност и медицински третман, може значително да го намали негативното влијание на депресијата врз телото. Свесноста за оваа поврзаност е клучна за подобрување на општото здравје и квалитетот на животот. Даниела Алексовска е првата македонска европска ММА шампионка. Овој историски успех представува значајна пресвртница за македонскиот ММА спорт, а Алексовска уште еднаш докажа дека припаѓа на европскиот врв. Со оваа победа, таа го зацврсти своето место меѓу најдобрите борци на континентот и ја продолжи традицијата на македонски спортисти кои го освојуваат врвот на меѓународната сцена. Македонската шампионка покажа неверојатна борбеност и стратегија, што ја прави голема инспирација за идните генерации во овој спорт. Со ова злато, таа испиша нова страница во историјата на македонските боречки спортови, поставувајќи високи стандарди за идните надпреварувачи. Викендов направени 2228 сообраќајни прекршоци. Партијата на пензионери реагира на високите цени на лековите. Москва подготвена за преговори за Украина. Еврото зајакна по изборите во Германија. Грижата за менталното здравје го чува и телото. Титула за историја. Даниела Алексовска е првата македонска европска ММА шампионка.